На 14-тиот ден од месец ноември, почитувани гледачи, ви посакуваме топло добри дојде во редовниот термин за Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете на. Дневникот го стартуваме со најнови информации од Општина Кавадарци. Денеска заседаваше Советот на Општина Кавадарци, ја одржа редовната 49-та седница. Едногласно, Советот на Општина Кавадарци на денешната 49-та седница ја донесе програмата за одржување на локалните улици и патишта на подрачјето на Општина Кавадарци во зимски услови за 2024-2025 година. Активностите по оваа програма ќе ги извршува јавното предпријатие Комуналец. Директорот Гоце Ангеловски информира дека предпријатието е подготвено за целосно и одговорно извршување на доделените надлежности со зимската служба. Едногласно Советот го усвои планот за развој на Општина Кавадарци за следната година, а беа донесени и одлуки за примање на донација и давање на трајно користење опрема на скијачкиот центар Михајлово. Со одлука на Советот, Општина Кавадарци ќе донира 4 милиони денари на Македонската православна црква Охридска архиепископија по Вардарска епархија. Беше разгледан и од мнозинството во Советот усвоен финансискиот план и годишните планови за вработување за 2024 и 2025 година на регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа. Опозицијата во Советот забележа дека во стационарот немало потреба од толков број на вработени како што е предвидено во плановите, а особено не во административниот дел. Се разгледа и усвои 9-месечниот извештај за работа на ЈП Комуналец Кавадарци и мини хидроелектричните централи Лукар. Директорот, образложувајќи го извештајот, рече дека Комуналец работи успешно и е во позитивна состојба. Нагласи дека редовно се сервисираат сите услуги кон граѓаните, а информираше и за тековни активности кои се реализираат. Во близина на депонија Мелци се создава вештачка депонија. Граѓаните најчесто фрлаат градежен шут, на само 100 метри од депонијата го истовариле отпадот. Би било во ред тоа да го направат на депонијата, бидејќи ние не наплаќаме за тоа, рече Ангеловски и апелираше до граѓаните во следниот зимски период пепелта од шпоретите да не ја изфрлаат во контејнерите, туку во посебно поставени канти за таа намена. Советникот Вуко Мелов во својата дискусија забележа дека загубите на вода биле 60%, а фактурирањето било зголемено за само 2%. Според него, Комуналец бил во загуба, а граѓаните добиле 2 до 3 пати повисоки сметки. Градоначалникот Митко Јанчев нагласи дека општината и јавното предпријатие Комуналец биле во одлична кондиција. Советот ги разгледа и усвои извештаите за работењето на јавните предпријатија Паркинг, Мито Хаџивасилев Јасмин и регионалниот центар Шепа. Советнички прашања советниците ќе може да поставуваат на продолжението на 49-та седница закажано за 6 декември. За работењето на регионалниот центар за третман на бездомни миленици Шепа денеска пред советниците говореше градоначалникот Митко Јанчев. Нагласи дека овој стационар го формираат 9 општини од Вардарскиот регион и ќе ги обслужува сите. Апелираше до граѓаните совесно да се грижат за милениците, особено доколку чуваат кучиња од агресивните раси кои можат да бидат опасни за населението. Информира дека веќе бил подпишан договор со струмичка фирма која ќе врши заловување на кучињата скитници. Оно што го очекуваат граѓаните, очекуваат ние да работиме многу поактивно, не само на заловувањето. Значи, мојата цел е со невладините организации, тоа што го споменам тука и на Совет јавно, имав реакција од пред една недела дека имало масовно труење на миленици бездомници. И имав реакција од Горан и од Шепи, од сите. Реакцијата нивна поддржувам и апел да ви повикувам да такви пракси и методи не се користат во општеството, затоа што е недозволиво и казниво, а прво е на некој начин и морбитно и недобар чин за било што. Единствениот начин за ние да стигнеме до фаза секој дете да има родител, секој куќе да биде вдомено и секој маче да биде вдомено е стационарот, за тоа што
ќе се врши кастрацијата, ќе се врши лекувањето и негувањето и погубувањето на оние што се болни, за да не се развиват болести, и за 5, 7, 10 години да нема на улица куче бездомник. Тоа значи куче бездомник дека оно се шета по улица затоа што нема дом. А за да нема дом, треба да го исконтролираме размножувањето, а тоа е кастрацијата која што треба да стигнеме барем 80-90% да се искастрират оние кои што немат потреба од размножување и во тој случај нема да имаме куче бездомник. Инаку законот, сакам да го цитирам, да го кажам, да го знаат граѓаните. Граѓаните очекуваат кога се отвори стационарот да нема куче на улицата. Не е точно. Значи законот кажува едно: бездомно куче се уловува еднаш, се става 15 дена на мониторинг за болести, беснило и други работи, доколку не е вакцинирано, а веројатно не, се вакцинира, се кастрира, се социализира ако има потреба од социализација, се чипира и се враќа на исто место кај што е уловено. Така, директорка? И се до неговата старост или до неговата смртност, он ќе биде наш потенцирано сограѓанин. Тоа е законот. И единствен начин е кастрацијата и регулирањето на размножувањето. Имавме и немил настан брзо, сега пред 10 дена, не го криеме, беше и јавно скажано секаден, кај што домашно куче соседничко излезе од улица и нападна дете од 9 години и завлакно избегнавме да имаме трајни, не дај Боже, последици и со најстрашен исход. Значи, треба да се донесе и правилник, а ако нема или го има, да знаеме кој што чува и кој какво куче може да чува. За мене сите кучи си имаат своја генетика, своја намена и свој третман. Не можеме да се дозволиме во градот или во урбана средина да чуваме опасни кучиња кои се наменети за други работи. Као за борби, као за ред други работи. Ние може да чуваме домашно куче, да чуваме автохтоно куче кое што потекнува тука и има знаеме неговата особина. Ама сега да не ги именувам јас растени кучињата кои се опасни по општеството, тоа е малте не као лав да чуваш дома. Не знаеш кој момент ќе те нападне. И не те напаѓа да те касне да те уплаше, него те напаѓа да те убие. Така да мислам дека тука треба да се поработи повише и да се знае какво куче е дозволено, а и што не е дозволено да се чува во урбана средина. И ако има поризични и поагресивни видови на кучиња, треба да има посоодветна заштита. Кафези, добра заштита да не може да испадне од куќата. И што е целата на чување на такво куче? Ако е хоби, тогаш е нешто друго. Меѓутоа, хобито не може да дозволиме да биде загрозување на 20 луѓе околу тебе или животот на било кој. Така да јас едно можам да укажам да никој не се плаши од куче бездомник, кој што на некој начин го викаме ајде, нели мелес или било какво, кој што е бездомно и пуштено, ако не го задениш, уставно не би требало да те нападне, али повеќе да се плашат од оние кои чуваат дома кучиња, од оние видови кои што сега ги споменав, а нема да ги именувам, кои се наменети за борби, за тренажи, за 300 глупости, кои што, пак ќе повторам, не иде да те уплаше или избрка од заштита на имот, него иде да те елиминира или да те удави. А поготово, нападот на тие кучиња му е према деца. Ги гледат као слабост и према децата му е нападот. Продолжуваме понатаму со инфраструктура во општина Кавадарци. Во тек на изградба е повеќе наменскиот објект во село Дренова на површина од 530 метри квадратни, од кои само за спорт, рекреација и културни манифестации се предвидени 360 метри квадратни, додека останатиот дел ќе биде наменет за соблекувални, тоалети и една деловна просторија за потребите на местната заедница Дренова. Инвестиција во висина од 30 милиони денари, која е на општина Кавадарци. Општина Кавадарци донесе одлука за распишување на избор на членови на Советот на местната заедница Куманичево. Поради транспарентноста на постапката за избор на членови, општината информира дека изборот ќе се одржи утре со почеток во 10 часот во големата сала на општина Кавадарци.
Во дневникот информации од билтенот на МВР со предупредување за измами од лажни финансиски советници на социјалните мрежи. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека е забележена зголемена активност на измамници кои преку социјалните мрежи се представуваат како финансиски советници и најчесто нудат услуги за тргување со криптовалути. Овие лица се рекламираат со лажни профили или спонзорирани реклами, често ветувајќи висока заработка и брзи добивки, со што успеваат да ги привлечат жртвите кои бараат начин да инвестираат. По воспоставувањето контакт преку социјалните мрежи, измамниците комуницираат со жртвите преку телефонски повици, користејќи VoIP броеви, кои обично изгледаат како локални броеви за да стекнат доверба. Во текот на разговорот, тие ги убедуваат жртвите да инсталираат софтвер за далечински пристап под изговор дека им е потребен за да им помогнат со поставување на платформата за тргување. Откако ќе добијат далечински пристап до компјутерот или мобилниот уред на жртвата, измамниците пристапуваат до електронското банкарство и ги префрлаат паричните средства од банкарските сметки на жртвите. Во многу случаи жртвите остануваат без средства пред да сватат дека се измамени, а штетите се значителни. Секторот за компјутерски криминал ги советува граѓаните да бидат исклучително внимателни при комуникација со непознати лица кои нудат финансиски совети преку интернет. Никогаш не инсталирајте софтвер за далечински пристап на барање на непознати и внимавајте на повици од непознати или сомнителни телефонски броеви. Во случај на сомневање за измама, веднаш контактирајте ја вашата банка и пријавете го случајот во Министерството за внатрешни работи, советува полицијата. Уште една информација од билтенот на МВР. Вчера во 12 часот и 50 минути полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода АА 20 години од село Марена Кавадаречко. Тој се сомничи дека заедно со уште две лица се обиделе да извршат кражба од плаца за градежни материјали во село Марена, собственост на приватно лице. Денеска во полициската станица бил извршен разговор и со другите две лица, 17 годишен малолетник со присуство на адвокат и старател и АА 18 години, двајцата од село Марена. Известен бил јавен обвинител и по документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Во дневникот информации од политиката, СДСМ нема да гласа за буџетот кој не ги застапува интересите на граѓаните. Затоа поднесовме 200 амандмани со кои нудиме конкретни решенија за подобар животен стандард, повисока поддршка за социјалната политика, за развој на економијата, рече на денешната пресконференција пратеничката од СДСМ Јована Тренчевска. ВМРО ДПМН со предлог буџетот за 2025 година уште еднаш ја покажа безидејноста и незаинтересираноста за потребите на граѓаните и развојот на економијата. Ова е буџет за власта, а не за народот. Нереален, неразвоен и недомакински, буџет во кој што нема ништо од ветувањата за подобар животен стандард, социјална поддршка, нови инвестиции, развиена економија. ВМРО ДПМН скрои предизборен буџет кој ќе биде генератор на нови долгови со планиран дефицит од 4%, кој го крши законскиот максимум со зголемени непродуктивни трошоци, а скратени пари за ставки важни за граѓаните. Во новата буџетска каса не се планирани средства за зголемување на минималната плата. Со ова ВМРО ДПМН потврди дека нема намера за нагорна корекција на минималната плата и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ако се анализира поддршката за социјална политика, јасно се гледа дека за следната година власта решила да ги намали средствата за клучни ставки од овој сектор. Намалени се средствата од 80 милиони денари на 60 милиони денари кои согласно Законот за игри на среќа
се трансферираат кон националните сојузи на инвалидските организации, Сојузот на слепи лица, Сојузот на глуви и наглуви, Сојузот на трудови инвалиди и слично, средства кон Црвениот крст и Сдруженијата за борба против насилството врз жените и семејното насилство. Следната година ќе има помалку пари или речиси ич пари за трансфери кон невладините организации, провајдери, кои ги спроведуваат социјалните услуги, кои се однесуваат на обезбедување услуги за помош и нега во домот за стари лица, помош и нега во домот за лица со попреченост, личната асистенција на лица и деца со попреченост и други ранливи категории на граѓани. ВМРО ДПМН ветуваше за 30% зголемени права од социјална заштита, но и оваа ветување не е исполнето во буџетот за 2025 година. Нема предвидено средства за зголемување на гарантирана минимална помош, за правата на лицата со попреченост, за туѓа нега, за социјална пензија. Во делот на капиталните инвестиции за социјална заштита, кои се однесуваат на инвестиции за нови дневни центри за лица и деца со попреченост, за старечки домови, е планирана сума која нема да биде доволна ниту за реализација на веќе започнатите повеќегодишни инвестиции од 2023 година, но и за оние од 2024 година. Нема да има средства, ниту пак има средства за нови капитални инвестиции во 2025 година. Покрај ова, при планирањето на новиот буџет, власта не водела сметка ниту за изградба на нови градинки. Следната година очигледно нема да се градат нови градинки, освен што ќе се продолжи со онаа што го започна владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2023 и 2024 година. СДСМ нема да гласа за буџет кој не ги застапува интересите на граѓаните. Затоа поднесовме 200 амандмани со кои нудиме конкретни решенија за подобар животен стандард, повисока поддршка за социјална политика, за развиена економија. Со нашите амандмани предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор и спроведување на обврските од општиот колективен договор, односно поголеми плати за сите вработени во јавниот сектор. Потоа предлагаме 2 милиони денари поддршка за Сојузот на борци. Тоа им го должиме на оние кои се избориле за слободата што ја живееме денес. Со нашите амандмани предлагаме да се издвојат средства за 10% повисок месечен надоместок за социјална заштита и повеќе средства за капитални инвестиции од областа на социјалната заштита. Оваа се амандмани кои представуваат вистинска грижа за граѓаните, особено за ранливите категории и ќе предонесат за социјален напредок. СДСМ активно ќе учествува во расправата за буџетот, но цврсто ќе ги браниме нашите позиции, затоа што граѓаните заслужуваат да живеат во развиена и напредна држава со подобар животен стандард. СДС и ДУИ 7 години не превзедоа ништо за загадувањето, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. 7 години власта на СДС и ДУИ не презема ништо за намалување на загаденоста на воздухот. 7 години нивото на загаденост на воздухот не само што не се намали, туку и се зголеми. Тие кои што не направија ништо за подобрување на квалитетот на воздухот, сега глумат душегрижници. СДС треба да знаат дека за разлика од нив, владата на ВМРО ДПМН ќе преземе сериозни мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Ќе се воведат строги ограничувања за најштетните извори на енергија и ќе се контролираат најголемите индустријски загадувачи.
Владата ќе обезбеди субвенции за граѓаните и фирмите кои ќе користат чисти енергетски решенија. Таквата пракса веќе почна со субвенциите за инвертер клими. Владата ќе започне програма за масовно пошумување и засилено чистење на јавните простори. Овие мерки, покрај забрзаната гасификација, која ја најави премиерот, и когенеративната централа, ќе значат намалување на загаденоста на воздухот на среден рок и ќе обезбедат почиста животна средина. Во дневникот информации од културата. Отворена самостојната изложба на Мирјана Крстева Масети во Кавадарци. Изложбата е насловена како 21, според бројот кој игра важна улога во животот на ликовната уметничка. Вечерва отвораме изложба на дела на Мирјана Крстева Масети, 21, значи 21 година творештво проект, поддржан од Министерство за култура на Република Македонија. Мирјана е родена 1979 година во Скопје, дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Благоевград, Бугарија, во класата на професор Борислав Стоев. 2001 година основач и член на мултимедија центарот од Гевгелија и член на Друштвото на ликовни уметници на Гевгелија. Член е и на ДЛУБ од 2014 година, а исто така и на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2010 година. Магистарски студии на ФЛУ има завршено сликарство во класата на професор Благоја Маневски 2018 година. Мирјана има реализирано преку 30 на самостојни изложби во земјата и странство. Учествувала на многу групни изложби, исто така во земјава и во странство, а има добиено и безброј награди. Не сум прв пат во Кавадарци, имав самостојна изложба во Кавадарци, кога Кавадарци беше град на култура, чинам 2010 година. И после тоа сум изложувала многу пати во Кавадарци како групни представувања. Јас колку што се сеќавам, токму таа 2010 година вие станавте член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Токму така, добро се сеќавате, да. Над 10 самостојни изложби, меѓутоа учествувате и на групни изложби, учествувате и на колонии. Има ли шанси кавадарчани да ве видат на нашата ликовна колонија? Над 29, мислам, самостојни изложби се. Некој друг беше ги избрал подобро. Да, зошто да не, да. Секако би ми било чест да сум дел од вашата ликовна колонија. И сега морам да прашам, зошто 21? Прво кога влегов во галеријата, ги броев сликите, се реков, ајде да не се 21, меѓутоа не се. Овие платна, оваа вече што сте представени тука, толкуваат една синтагма, една демистификација на бројот 21 како дел од моето персонално патување наречено живот. Врзана сум некако за бројот 21. Оваа година имам 21 година од првата самостојна изложба. Родена сум на 21. И уште неколку такви дати ми се важни. И 21 век сме, нели? И 21 век е, да. Инаку станува збор за визуализирани размисли, за едно постојање во времето, можеби еден мал танц помеѓу Еросот и Танатосот. Всушност станува збор за еден цел живот. Ова се дела од вашиот последен опус или? Така, да. Последниот опус, да. Што го работа моментално. Меѓутоа, познавајќи ве вас уметниците, претпоставам дека веќе работите и на нешто ново. Секако, да. Секако, да. Работам и на нешто ново. За новото ќе зборуваме во иднина. Нормално на следната изложба од Се надевам. Дали експериментирате вака со правците, со масло на платно, акварел и слично? Почнувајќи од тоа дека целиот живот е еден експеримент, нормално дека ние уметниците имаме целата слобода да експериментираме постојано. Да, експериментирам постојано со нови медиуми. И претпоставам дека се дружите и со кавадаречките уметници. Секако, да. Секако се дружам, особено го почитувам господин Владимир Темков. Знам и други кавадаречки уметници. Знам многу луѓе што се големи македонски уметници, а потекнуваат од Кавадарци. Секоја чест, имате
многу обојно сликарство тука и многу на што да се гордеете од областта на ликовната уметност. Го следите Централниот дневник на КТВ телевизија, продолжуваме со спорт. ГФК Тиквеш репрезентативната пауза ќе искористи за консолидација. Кавадарчани утре ќе одиграат меѓународен пријателски надпревар со второлигашот од Малта, екипата на Сивеки. Македонската фудбалска репрезентација ја чекаат дуели во рамките на Лигата на нациите, па затоа предстојниот викенд нема да има прволигашки и второлигашки фудбал. Голем дел од фудбалските клубови и репрезентативната пауза ќе ја искористат за консолидирање на сопствените редови, санирање на повредите и анулирање на сите пропусти и слаби страни кои се појавиле во досегашниот тек од првенствата. Некои клубови, за да останат во форма, ќе одиграат и пријателски контролни надпревари. ГФК Тиквеш во досегашниот дел од првата лига одигра катастрофално и ќе мора експресно да ги санира пропустите доколку сака во продолжение на сезоната да избори опстанок во елитата. Во таа насока кавадарчани веќе договорија и контролен меѓународен надпревар и тоа против екипа од втората лига на Малта, екипата на Свиеки. Овој за многумина непознат фудбалски колектив од северниот дел на Малта на крајот на месец септември беше дел од еден голем фудбалски турнир во Македонија за млади категории Евроспорт Куп во организација на фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. Средбата помеѓу Тиквеш и Свиеки од Малта ќе се одигра утре, петок, од 13 часот на градскиот стадион во Кавадарци. Ракометарите на Тиквеш во сабота му гостуваат на Бисинов во Велес, иако кавадарчани ја имаат фаворитската улога, не смеат во ниту еден момент да го потценат противникот. По репрезентативната пауза и половичниот успех на нашата ракометна репрезентација, во машката ракометна Суперлига овој викенд ќе се одиграат средбите од 11-тото коло, последно од првиот круг. Веќе утре петок ќе се одигра првиот надпревар од ова коло и тоа ќе се одигра Пелагониското дерби, во кое Еврофарм Пелистер е апсолутен фаворит во дуелот со Прилеп. Сите останати средби од ова коло ќе се одиграат во сабота. Кавадарчани, екипата на ГРК Тиквеш, како фаворит патува во Велес на дуел со Бисинов. Куманово го пречекува Радовиш. Во скопската пресметка тимот на Пролет ќе го нагости Бутел, а Вардар патува за Струга, каде би требало да има лесна задача против младите стружани. Дербито на колото ќе го одиграат амбициозниот Охрид и лидерот Алкалоид. Охриджани имаат можност да го искористат домашниот терен, но и заморот на репрезентативците во редовите на Алкалоид и да направат изненадување. Работнички во недела ќе гостува во Кавадарци кај кошаркарите на Тиквеш Голден Игл и девојките по репрезентативната пауза се враќаат на клубските обврски. Про баскет го пречекува Бадел, а Јан Бор патува кај гостивар. Овој викенд во првата машка кошаркарска лига на програмата се средбите од редовното 7 коло. Колото ќе стартува веќе денеска со одигрување на средбата во која шампионот МЗТ како апсолутен фаворит му гостува на Вардар. Во сабота Куманово ќе го пречека Феникс. Во сабота исто така во салата Јасмин екипата на Тиквеш Голден Игл ќе се обиде пред своја публика да го совлада фаворизираниот Работнички, предводен од нашиот Горан Самарџиев. Во недела Пелестер е фаворит во дуелот со Шкупи. Гостивар ќе се обиде да го искористи домашниот терен во пресметката со Кожув, а во дербито на ова коло ќе се сретнат моментално водечките екипи на ТФТ и Чаир. По репрезентативната пауза и девојките овој викенд се враќаат на клубските обврски. Во првата лига група А, во сабота Вардар го пречекува МЗТ, а во салата Партизан во Кавадарци Пробаскет ќе го нагости Бадел. Во недела ќе се одигра и дербито на колото, и тоа дербито на Истокот, во кое ќе се сретнат екипите на Крива Паланка и Баскет Кам.
Во групата Б во сабота Охрид ќе ја пречека Пониква, а екипата на Јанбор ќе гостува кај Гостивар. Во недела Ринија ќе ја нагости Струга, а екипата на Спортим во Неготино ќе го пречека Шкупи. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно во југозападните делови со врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места од снег. Ке дува умерен до Шповардарието, засилен северен ветер. Температура во интервалот 4 до 8 степени. Во деновите од викендот и во почетокот на следната седмица времето ќе биде стабилно со пониски утрински температури. Ова беа настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Веќе за утрешниот следете не повторно во 20 и 22 и 30 часот и имајте пријатни мигови со програмата на КТВ телевизија.